Во вториот дел од денешната пладневна емисија разговараме со професор доктор Ивица Зорич, кој е председател на Хорскиот фестивал Техо. 26-ти фестивал Техо оваа година ќе се одржува на 10 и 11 јуни во Домот за култура Илијантески смок во Тетово, па тоа е и поводот за денешниот разговор. Пред се, добар ден и добро дојдовте во нашата емисија да го најавиме овој 26-ти поред фестивал. Благодарам на поканата, добар ден до сите гледачи на вашата телевизија и се надевам дека преку нашиот разговор ќе имаат можност да осознаат што е Хорскиот фестивал Техо и кои се нашите обврски како со граѓани и двигатели на ова хорско движење во Македонија, да во што поголем број бидеме присутни. Се надевам дека од нашиот разговор ќе побуди интерес кај нив. Секако ќе добијате повеќе детали информации околу тоа што ќе се случува, кој ќе настапува, да, се разбира, тоа не е и целта на муабетот и се надевам дека и во тој правец ќе го водиме муабетот. 10 и 11 јуни се двата дена кога ќе се одржува 26-тиот поред Техо. Во програмата видов дека има гости од Косово, Албанија, Бугарија и секако хоровите од Македонија. Може ли малку подетално околу програмата, што ќе имаат можност да слушнат, кого ќе имаат можност да видат на сцена? Па точно забележавте, Хорскиот фестивал Техо на некој начин е балкански хорски фестивал, така да со годините како што се развиваше фестивалот, што се повеќе хорови од соседните балкански земји се приклучуваа на овој фестивал и мислам дека во тој правец успеавме. Па секоја година немаме можност да бидат од сите балкански земји застапени хорови. Во оваа година имавме малце непријатна ситуација ради состојбите што беа општествените движења кај нас во Македонија, се создаде погрешна представа за Македонија и благодарност на тие што собраја сила да дојдат, се надевам дека наредниот фестивал ќе биде се во ред и повеќе хорови ќе имаме на фестивалот, се во интерес на музиката, на хуманоста помеѓу луѓето и така на дружењето. Така. Ние имаме богата хорска традиција, затоа и верувам сакаат да настапуваат и хорови од други краеви да настапуваат на овој хорски фестивал. Ме интересира нешто повеќе околу самото учество на хоровите. Како може да аплицираат, да учествуваат на овој фестивал, кои се критериумите, како ги бирате тие хорови кои таа година ќе настапуваат и ќе почестват публиката со свој настап? Хорскиот фестивал Техо делува од 73-та година и оваа година ние одбележуваме 44 години на фестивалот, или поточно 26-ти фестивал. Сега бројката 44-26 од каде доаѓа? На почетокот фестивалот беше биенален. Секоја втора година или она непарната година се одржуваше фестивалот. Од 2011 година, кога беше фестивалот, 2012 восстановивме уште еден фестивал во рамки на Техо, а тоа е фестивал на православна духовна музика. Желбата беше да нема вакуум и екипата која што го организира фестивалот да се одржува на некој начин и кондиција. Така да хоровите кои што преферираат да пеат православна духовна музика им даваме можност со таков програм да настапат во соборниот храм Свети Кирил и Методи, кој што е велелепен храм, исто така и во манастирскиот комплекс во Лешов. Така да 2 дена е фестивал посветен на православна духовна музика, додека овој класичниот и првичниот хорски фестивал Техо, кој што оваа година ќе се одржи, е фестивал на кој што има световна музика, духовна, се остава поголема можност, нема рамка како да биде програмот и хоровите кои што негуваат таков вид на музика имаат можност преку нашата веб страна на фестивалот. Во месец јануари-февруари објавуваме кога ќе се држи фестивалот и на што е посветен фестивал, бидејќи секој фестивал е посветен на одреден настан, дали од историјата на Македонија или пак јубилеј на некој композитор. Така да, одредени години бил фестивалот посветен на некој од композиторите да исполнат од нивното хорско творештво, јубилеј на некој диригент или пак е на наоѓаме некој повод што да биде со задолжителна композиција. Оваа година фестивалот го посветивме на доаѓањите на македонската хорска музика, професорот Сотир Голабовски и професор Благој Цанев. Така да, они одближуваат 80 години и беше сугерирано на хоровите да на својот репертоар имаат композиции од овие автори.
За жал сите хорови не успеа да подготват композиции од нивни, но има хорови од Македонија од странство кои што на својот репертоар имаат композиции точно од овие автори. Тоа на некој начин ни прави задоволство, затоа што сепак тоа е нашето хорско творештво, нашата традиција и на некој начин сакаме и хоровите што присуствуваат на фестивалот да можат да видат до кај е стасено македонското хорско творештво, така да и земаат и на својот репертоар поставуваат своји композиции од македонски автори. Воедно ете и се запознаваат доколку се друга држава со хорската уметност, бидејќи ете нели посветено на некој композитор кој треба да го вметнат нели во својот настап, па така се запознаваат и со неговото творештво и општо со македонското творештво, со македонската хорска музика. Да, точно така. Еве и во моментов сега што следиме снимката, ова е од духовно-културниот центар во Лешок од минатата година фестивалот. Ова е настап на факултетскиот хор од Факултетот за музичка уметност од Скопје и Менада. Значи, двата хора настапија заедно со византијска музика. Ова се враќаме на корените и сакаме и тој вид на музика да биде негувана. Се надевам дека успеаме во тоа и ако сме ние на некој начин скромни во материјалните средства и можностите што можеме како град и фестивал да ги пружиме, но убавиот збор и дружбата и отвореността на нашите срца кон нив ни овозможува да нашите гости пријатно се чувствуваат и сите сакаат да доаѓаат до техо. Сега ние не можеме сите да ги примеме бидејќи сме ограничени со материјални средства. Така. Ме интересираете, токму тоа ми беше и следното прашање, како се снаоѓате во однос на тоа да се организира секоја година таков фестивал каде што ќе настапат многу хорови, ќе се негува таа хорска традиција која постои кај нас од одамна, сепак тоа е голема одговорност и тражи многу и енергија и труд, но и финансиски средства. Точно забележувате, прашањето ви е на место, во смисол на тоа што фестивалот е под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија. Имавме проблеми во финансирањето, парите никој пат не се доволни. Се вклучува и општина Тетово, благодарност и до нив, а и се разбира во ова пригода, како и секој пат, морам да потенцирам дека и одредени субјекти, стопански организации и поединци од градот помагаат и затоа успеваме да сите овие години опстои фестивалот и задржи едно високо ниво и реноме и на организационен план и на програмски план. Се разбира, спонзорите секој пат се добре дојдени, ги знаеме и нивните проблеми што ги имаат во секојдневието, но сепак се наоѓаат луѓе кои што ни помагаат. И во оваа пригода се заблагодарувам исто и на нашите сограѓани. Во оваа пригода би сакал и да ги повикам сите оние кои што се во можност, сабота и недела, да дојдат во Центарот за култура, бидејќи концертот е во 20 часот, влезот е бесплатен. Значи, ова не е материјална организација, не работиме профитабилно, туку чисто да биде празник на музиката. Да. Така. И снимкава што ја видовме, што има можност и гледачите да ја видат, беше заеднички настап на два хора и оваа година за крај на техо, нели ќе има заеднички настап на сите хорови што настапувале. Како ќе настапат, со која композиција или тоа сепак го оставаме да го погледнат гледачите во живо? Не, тоа традиционално од првиот фестивал. Фестивалот завршува со заедничкото пеење на хоровите кои учествуваат последната вечер. Ова ќе настапат оваа година 4 хора и ќе исполнат композицијата Вивала музика од Пареториус. Тоа е композиција како химна на музиката и секој пат така завршува, а тоа е воедно и покана да за следниот фестивал ја покануваме публиката да биде присутна на фестивал. Следниот фестивал, веќе од оваа година, ние и во нашата програма го имаме посочено тоа, во јуни 2018 година ќе биде, тоа ќе биде меѓународен фестивал на православна духовна музика. Значи, од сега ние планираме в година, дури имаме и навестувања кои хорови ги предвидуваме да настапуваат. Тоа ќе биде фестивал на православна духовна музика. А овие снимци се сега има и од Лешок, но има и од
Центарот за култура. Така ги комбинираме за да се запознаат гледачите да ги видат и двата фестивали, оние што немале можност до сега да присуствуваат на ТЕХО или на меѓународниот фестивал нели на православна музика. Не верувам дека нема граѓанин од Тетово што не присуствувал барем еднаш на овој фестивал, сепак тоа е белег на нашиот град, едно културно богатство што го имаме, што продолжува да се негува и понатам. Секако и многу генерации израснаа со ТЕХО. Така да ние сме благодарни и од поранешни членови од наши сограѓани. Нивните деца се членови на хоровите кои што настапуваат на ТЕХО, така да генерацијски, не само во Тетово, туку и од други градови. Хорската музика е музика која што генерацијски се пренесува. И всадена е во тетовската култура. Точно така. Го споменавме меѓународниот фестивал на православна музика. Ме интересира како дојде до идејата да се формира и таков фестивал во рамките на ТЕХО. Па, реков јас во 2012 отидов во пензија, исполнив работен стаж за пензија и сакав да си го пополнам своето работно слободно време, а воедно бидејќи сум професор на факултетот за музичка уметност во Скопје и понатака и ден денес, така да имам можност контактирам со луѓе, со пејачи и сметав за потребно дека нашите корени потекнуваат од православната духовна музика, така да и овој вид на музика се негува, бидејќи се повеќе и повеќе во светот се навраќаат на тие корени луѓето и православната музика си наоѓа свое забележително место во днешната музика. И дури многу композитори и денеска пишуваат православна музика. Се разбира со нови изразни средства, но сепак се држат до текстовите и до традициите на православната духовна музика. Така, тоа можеме да го забележиме дури и во популарната музика се вметнуваат тие традиционални мотиви, така, сепак се негува и сите се враќаат на корените, дури и таа популарна музика го се враќа некогаш на корените. Сега што велиме ние треба малце и темјен да замириса. Така да манџата без миродии да се встават натре нема укус. Така. Ме интересира и колкав е интересот на хоровите од година во година да учествуваат на овој фестивал? Интересот на некој начин, за жал, може да констатирам дека не само за ТЕХО, туку воопшто фестивалите се намалува и хоровите не се така масовни по број на луѓе како порано што беа, се намалува чисто од материјални средства, а исто така и од начинот на живењето и состојбите. Значи, севкупните општествени состојби влијаат и на членството. Луѓето поинаку размислуваат, го живееме животот сега во трк, нон-стоп сме во движење, нели многу помалци и семејно се живее, така да тркот за кариера, за пари, не тера да помалце посветува време, но за жал во одредени средини тоа е надминато, посебно во западните земји, и постојат многу хора. Словенија има 1000 хора регистрирани. Се разбира, тоа не се масовни хорови по број на луѓе. Холандија има 4 или 4.500 луѓе. Во Унгарија на 18.000 жители има едно музичко училиште. Значи, луѓето многу се разбира, едно е желбата, ентузијазмот, талентот, но друго се и материјалните можности кои што има. Ние некои хорови дури оваа година не можеа ни да дојдат на ТЕХО затоа што немаја материјални средства да платат автобус. А ние им обезбедуваме престој и исхрана во еден ден. Порано, на почетокот фестивалот, кога државата целосно стоеше со финансирање, дури по 3 дена престојуваја луѓето во Тетово, па имаше дружење, по куќи се сместува, но се разбира зборуваме за пред 40 години како било. Денеска начин на живење многу друг. Ние живееме во трк, во осме, нели, го живееме ден за ден. Многу помалку живееме од денес за по некоја година со размислување. И се помалку се посветуваме на уметноста, на културата, поради тој брз начин на живот, немаме доволно слободно време или не сакаме да најдеме доволно слободно време. И едното и другото. Некој пат од нашата пасивност велиме немам време, не е до времето. Многу битно е во секоја работа човек да може да си се програмира, да се организира. Човек што уме убаво да се организира, успешен е на сите полиња. Така, тоа сепак зависи од нас Да, самите. ние сме тие кои што ги создаваме условите. Никој не ни ги дава на тацна. Така.
Да се навратиме сега да направиме еден времеплов 1973 година, кога се одржал првиот Техо фестивал, и да направиме една споредба колку тогаш се ценела хорската уметност. Верувам дека многу, бидејќи тогаш и се создал самиот фестивал, имало потреба, нели, таа хорска традиција да премине и во еден фестивал каде што сите тие хорови ќе се прикажат. И да направиме една споредба како сето тоа изгледа денес. Хорскиот фестивал Техо не случајно одбрано да биде во Тетово. Тетово е град со богата хорска традиција, значи од почетокот на 20-тиот век и крајот на 19-тиот век, во Тетово делувале хорови и во изминатиот период имало многу хорови. Во одреден период, 70-тите години, замрува хорското пеење во Република Македонија и со желба за да се стимулира хорското пеење се востановува овој фестивал. Тогаш постоеше културно-просветна заедница и председател на општина на Тетово тогаш беше Кочо Тулески, покојниот, кој што имаше човеков слух и застана за таа манифестација, а се разбира, еден од иницијаторите за тоа беше и академикот Тодор Скаловски. И се разбира, во градот имаше клима и атмосфера да се инициира каде. Дилемата беше дали во Битола да биде или во Тетово, и пренагли мислењето дека Тетово повеќе заслужува на тој план и успеавме во тоа. Имаше интерес за хоровите, се развиваа хоровите, од подредена година доаѓаше некои хори од поранешна Југославија, но со тек на времето свативме дека по осамостојувањето Македонија дека на овој фестивал треба да им дадеме друга нишка, друга физиономија и го трансформираме во меѓународен хорски фестивал. Во Тетово, поточно во рамки на Техо е формиран и Балканскиот хорски форум. Ние бевме иницијатори, тука е формиран, кој што се грижи за хорската музика на балканските простори. Се разбира, се развивавме како времето и условите налага и затоа восстановивме овој фестивал на православна духовна музика. Во одредени периоди беше 3 фестивалски вечери, дури во саботата имаше матине, серенади, но времето си го чини своето. Како што реков во нашиот разговор, се надеваме дека секој утро носи подобар ден. Така. И нова надеж, нели, за подобро утре. И јас се надевам дека ќе дојдат тие подобри времења кога повеќе ќе се посветуваме на културата и на уметноста, повеќе ќе се негува сето тоа, дека нема да има само одредени луѓе што ете ентузијасти се и сакаат да го негуваат тоа, туку дека ќе биде ценето општо од самото општество, нели? И сето тоа ќе премине во една традиција што ќе се негува и векови можеби натаму. Тука би ја споменали меѓународната конференција хорските ансамбли во транзицијскиот период на балканските земји, состојби и решенија кои ќе се одржи на 23 и 24 септември. Можете ли да ни кажете за што станува збор? Па ние диригентите и луѓето кои што се занимаваат со хорска музика, често пати што се вели кукаме, викаме имаме вакви проблеми такви. И ние одлучивме да оваа година да не биде тоа само летимично во еден краток временски период, туку подолго да станеме, да посветиме во рамки на фестивалот многу малце можеме да зборуваме на таа тема. И точно за тоа се договоривме да во рамки на фестивалот организираме една конференција на која што учествуваат хорови од Македонија, Бугарија, Албанија, Србија, Грција, Црна Гора, Босна и Херцеговина, така да од овие балкански земји подискутираме за состојбите на хоровите во транзицијскиот период, бидејќи сите овие земји имаат транзицијски период со состојби и решенија. Затоа што да ги согледаме состојбите и да понудиме решенија. Веќе има најави за учесници на оваа конференција. Сакаме на некој начин да издадеме и како една брошура со сите дискусии што ќе бидат и таа да ја понудиме на нашите министерства за култура во матичните земји. Така да при изготвување на акциони планови на Министерство за култура, нели, да го имаат во предвид тие согледувања и се надевам дека ќе имаат слух и разбирање за одредени забелешки им бидат од полза и ги внесат во своите програми околу реализирање на програмите на самите Министерство за култура. Сепак тие информации ќе ги добијат од прва рака од тие луѓе што го прават тоа, го живеат тоа. Јасно. И знаат нели најдобро што треба да се промени, каква е состојбата,
Се надевам јас дека министерствата ќе имаат слух, бидејќи ете, вие сте тие експерти, вие како диригенти знаете најдобро докаде е хорската уметност и што треба да се подобри. Па оно што влегол во вода, знае дали е студена водата или топла. Така. А од надвор ако не влезем не може. Ние сме тие кои што секојдневно со тоа се содруваме и така можеме да дадеме пример од искуството. Така. Се разберат друг ќе се ни колку може и што може да направи на тој план. Да се навратиме уште малку на хорската традиција во Тетово, јас би сакала да прочитам еден дел од вашата програма, еден пасус што ми остави навистина впечаток. Во аналите на македонската музика стои дека Тетово, градот под Шарпланина, еден од ретките градови во кој многу одамна се знае за хорското музицирање. Во 19 век, во периодот на националната природба, кога во Македонија доаѓа до поврзување на автентичниот музички фолклор со европската музичка култура, во градот се формираат хорови кои со генерации ја пренесуваат традицијата на хорското пеење. Токму онај што го зборувавме, се уште продолжува таа традиција генерацијски, нели, да се менуваат генерациите, па деца на оние членови што биле да продолжуваат понатаму да пеат, дали се уште тоа постои, дали уште е голем интересот за хорското пеење? Не би рекол дека е голем интересот сега, но јас во хорот кој што работам со Менада, кој што ќе настапи на Техо, половината од тие девојчиња што пеат таму, нивните мајки пееле порано. Се пренесува таа љубов. Тоа зборува за тоа, се разбира. Има движење на луѓе кои што мигрираат од еден град во друг, работата ги носи или животот, но сепак е задоволство да се работи со такви луѓе и често пати можеш и да ги искараш и да им речеш мајка ти, нивните генерации беа подруги, вие вака, но сепак тоа е добронамерно и во дух на едно секојдневно живење и соработка. За сите што ете можеби се заинтересираа дури да се обидат во хорската музика, да бидат членови, како би можеле да пристапат кон хорот Менада или детскиот хор? Па ние на почетокот на септември имаме аудиција, примаме нови членови, така да и оваа година ќе биде објавено тоа. Ние сега покрај ова настапот на Техо имаме на 24-ти учество на еден фестивал во Струмица на византиска хорска музика. Потоа ни следува Распус. Во декември треба да одиме во Краков, во Полска, на еден меѓународен хорски фестивал со Менада. Така се тоа стимулира и мотивира да се зачинуваат. Така, сега некои се настојчиви, упорни, обстојуваат, се вклучуваат во средината, некои не. Зависно тоа ете колку може добро да се го организира слободното време, тоа што говоревме. За крај уште еднаш, зошто би требало да дојдат нашите гледачи да присуствуваат на Техо? Па, вашата ценета публика и нашите поклонници треба да дојдат затоа што пријатно ќе се чувствуваат, ќе слушнат музика од различни средини, но ќе слушнат и музика која што секојдневно се слуша, така да има на програмата на хоровите кои ќе настапат. Ние гледаме дека има хорови кои што негуваат фолклорна музика обработена за класична музика и популарни евергрин композиции кои што се направени за хор. Да секој ќе си се најде спрема своите афинитети. Различни жанрови за секого по секој ќе нешто. си се најде и целта е која ќе излезе од залата да си подпевува нешто, си подсвирува што му се бендисава. Тоа е најважното. И ако ништо друго, проштевајте, ако ништо друго да ги натераме луѓето да мислат. Така. А секогаш потикнува музиката. Особено хорската музика е навистина пријатна за слушање и вистинско уживање, па верувам дека гледачите ќе уживаат. Ви благодарам многу на денешниот разговор. Секогаш е пријатно да се разговара со вас, да се најавуваат нови хорски настани. Убаво да се негува таа традиција, да се надеваме дека и новите генерации ќе продолжат да ја негуваат. Благодарам и на вас што бев поканет во оваа емисија. Така да на некој начин и разјасневме, а и искористивме можност да ги поканеме да дојдат. Пак велам, влезот е слободен, кој милува да дојде, нека дојде, вратите се отворени при Центарот за култура. Така. Почеток, сабота и недела во 20 часот. Во 20 часот. Значи, почитувани гледачи, на 10 и на 11 јуни со почеток во 20 часот во Домот за култура или Антески смок ќе можете да уживате во хорскиот фестивал Техо. Тоа беше денешниот разговор. Ние продолжуваме со одлична музика. Вие останете ми во добро здравје и имајте пријатен ден. Пријатно од мене.